Војниците влегуваат на летот со Screaming Eagles на 101-та воздушна дивизија. Војници кои спроведуваат воздушни вежби за напад надвор од хеликоптерите на самиот рап на територијата на НАТО. Ние сме најблиска формација на армијата на САД до Украина во моментов. Блиску сме колку што можеме повеќе. Се подготвуваме за големи борбени операции. Вежбаме за да можеме да се бориме доколку дојде да го браниме НАТО. Гласо на Америка му се придружи на полковникот Ед Матијадес, командант на борбениот тим на втората бригада, со хеликоптер северно вдолж романското крајбрежје на Црното море. Колку време ќе треба на руската ракета од Крим за да стигне овде? Ако одат од Крим користејќи една од нивните ракети од повисока класа, тоа би било околу 7 минути. Нема многу време за подготовка. Не. Една од работите на кои се фокусиравме е да се осигуриме дека ја подготвиле нашата сила за каква била евентуалност, така што ја зајакнавме заштитата во и околу воздушната база, ги прегрупиравме нашите сили за да не се единствената цел. Сега сме на границата со Украина. Всушност, токму од другата страна на таа река е Украина. Американските сили вежбаат јужно од овде. Ова е едно од моите единици за тешко оружје. Тоа е комбинација од камиони кои носат лансирани противтенковски наведувачки ракети, тежок митралез и тежок фрлач на гранати. Значи тие вежбаат цело време? Да, точно е. Значи се подготвени? Да, и тоа многу. Ја зголемуваме брзината и летаме на југ. Американските и романските сили на постројка за обука учат како да се движат низ градовите и селата, одат од врата до врата, расчистуваат згради. Ова е прв пат 101-та воздухопловна дивизија да се распореди во Европа по Втората светска војна. Матиједес вели дека ги следат руските тактики во соседна Украина и ја прилагодуваат обуката со партнерите на она што го гледаат на бојното поле. Само што завршивме со големата серија вооружени напади, каде што бевме нападнати во робови кои изгледаат многу слично на она што може да го видите преку границата. Моравме да собориме мали беспилотни воздушни системи многу слични на она што го поплавува бојното поле во моментов преку границата. За време на нашата посета војниците за прв пат им го понудија својот казнен курс за воздушен напад на партнерите на европската територија. Курс што некои војници го нарекоа 10 најтешки тенови во армијата. Курсот беше нешто ново за мене, за нас, за сите романци. Ние немаме таков курс во Романија, бидејќи ги немаме истите можности. Тоа е одлична можност да тренираме заедно, да се подобриме. Во војна се работи за живот или смрт. Тоа ја прави разликата меѓу неуспехот и успехот. Ако сакате да бидете успешни, треба да сме заедно, да се држиме заедно, да изградиме ова интероперабилност. Ова зголемување на американските војници во Романија е новото нормално, барем за следната година. Пентагон неодамна потврди дека откако оваа бригада ќе замине, друга бригада од 101-та единица треба да ги замени.